Неделно интервју на порталот Зумака. Јас сум Насер Салмани, во продолжение ќе следите разговор со господјата Никица Корубин, политички аналитичар, поранешен пратеник. Не е аналитичар од мејнстрим медиумите, меѓутоа незините ставови се треба да не замислат. Господја Корубин, благодарам што прифативте разговор за Зумака. Благодарам на поканата. Најактуелно кај нас последните денови е ова дебатата околу бугарските клубови. И власта и опозицијата не спорат за клубовите, меѓутоа не им се допаѓат имињата на кои ги носат овие клубови. Вие имате едно поинакво размислување и велите во вашите пишување на Facebook постоите, велите грешка е да одиме со забрана да ги решиме проблемите. Зошто мислите? Да, ви велите не според за клубовите, туку според за имињата. Ама дали е така? Јас би се запрашала дали е така, дали не според за клубовите вклучително, затоа што реакцијата на јавноста е, мислам, скандализирана одамна и е практично хистерична реакција кон отварање, внимавајте, на два културни клуба. Значи не е тоа некоја бројка од не знам колку што би ја вознемирило јавноста. На крајот на кришата тоа се културни клубови за кои јавноста воопшто не знае со што се занимаваат. Ние неколку месеци наназад, најпрво со културниот клуб Фанчо Михајлов од Битола, а сега со Цар Борис од Охрид, се занимаваме исклучиво со имињата на клубовите. И ајде ако јавноста реагира на ваков или онаков начин, не може вие да дадете некаква генерална оценка или да обвините некого конкретно, меѓутоа реакцијата на не само на политичките лидери, еве ќе кажете на председатели на политички партии во опозиција на власт, туку на носители на јавни функции, председател, премиер, министри, за мене е проблематична во најмала рака. Затоа што овдека се спори, па оди и дотаму, она што јас го кажав во еден од моите последни текстови, со таква леснотија да се употребува терминологијата забрани на постоечки клубови, ретроактивно постапување, што е уставно невозможно според нашата законска регулатива. Па јас би се запрашала дали се само овдека имињата проблем на клубовите или се воопшто клубовите како таков проблем, односно дали е проблем што бугарите во Македонија и тоа се наши македонски граѓани кои се чувствуваат и декларираат како бугари, на овој начин им се оспорува всушност секое право, односно зошто мислиме ние како држава или зошто мислат јавните функционери дека ние имаме право да им кажуваме како тие ќе ги наречат своите клубови. Мислам дека е многу опасна тенденција, значи воопшто да се размислува за забрана, а не да се размислува за законски како да се забрани било што. Во едно демократско општество, членка земја на НАТО и кандидат веќе со отпочнати преговори во Европската унија. Вие во вашите обсервации на ситуацијата тврдите дека во суштина се работи за еден концепт од минатото на бугарофобија. Значи, ние уште се возиме на таа антибугарска риторика од времето на Југославија. Зошто имаме потреба за тоа? Така е. Така е, затоа што вие секоја реакција, првична реакција, инстант реакција би рекла, на било што се однесува без разлика дали е за и терминологијата бугарски клубови. Тоа не се бугарски клубови, не ги отвара официјална Бугарија или официјална Софија во Македонија, но се македонски клубови на наши сограѓани кои се сметаат себе си за бугари, односно кои се бугари во Македонија. Значи прво таа реторика е проблематична, меѓутоа ако првичната реакција на се што е бугарско, Бугарија, е кај нас, значи се прима со предпазливост некаква и ние однапред знаеме дека они ќе имаат некаква се не знам проблематична, субверзивна, не знам каква се неактивност, тоа зборува за некаква наша подсвесна реакција, а таа подсвесна реакција може да се гради само со години. И затоа велам дека таа антибугарска свест, тој антибугарски сентимент е граден со години, припаѓа на едно друго време, припаѓа на една друга држава од која ние сме биле дел, поранешно Југославија. Ама ние никако да се одлепиме од тоа. Ама никако да се одлепиме
зборуваме од тоа затоа што политиката во поранешна Југославија не ја градела тогашна СР Македонија, туку ја градел се знае кој. Центарот во Белград. Иако дури тогаш нема оправдување зошто имала таква политика, меѓутоа нашата моќ веројатно не била, односно сигурно не била таква за да ние можеме да реагираме и да се бориме за нешто што е наше автентично македонско, затоа што и немало во таа федерација така изразени чувства. Меѓутоа прашањето е зошто тоа се случува после 91 година. Ајде првите години после 91 година, 30-31 година независност, а ние живееме со свеста изградена во поранешна Југославија. И кон Бугарија, меѓутоа и кон други прашања. Затоа што ако се запрашаме зошто македонците би имале антибугарско чувство воопшто, ако не е тоа според мене наметнато чувство. Значи ние размислуваме кон Бугарија со тугиот поглед. Не е тоа нашиот автентичен македонски поглед. Тоа не само што не се напушта, него и постојано се храни. Која е улогата, вие ги спомнавте, председателот, премиерот, ми беше интересна изјавата на министерот за внатрешни работи. Замислете, тој министер имал врска да обезбеди тие протести, било какви да се, мирни протести, а не тој излегува со изјава, вели ние ги осудуваме. И замислите која е пораката до протестантите. Така е. Ако министерот ги осудува, пораката меѓу редови е напаѓајте ги. Ја така ги читам. Така е. Изјавата на министерот Спасовски мислам дека дојде посвесно, не пред протестите, односно кога завршија. Меѓутоа прашањето е на место. Јас кажав уште пред протестите дека единствена институција која реагира е Министерството за надворешни работи, што е апсурд. Значи нема што Министерството за надворешни работи да реагира на отварање на клуб во државата, на клуб на македонци во државата и да апелира до тие што ќе се соберат, до протестантите, дека нели да бидат мирни, да внимаваме ние на европските вредности. Со реакција требаше да излезе Министерството за внатрешни работи, ако веќе има проценка дека може нешто да излезе од контрола. Меѓутоа на страна тоа, јас кажав дека мислам дека реакцијата на Министерството за надворешни работи беше превентивна, за да може нели утре да не замери нити Бугарија, нити Европската унија, дека ние превентивно не сме реагирале на говорот на омраза, кој тие очигледно го очекувале, затоа што инаку не би реагирале. Меѓутоа изјава на говор на омраза ние во Македонија. Замислете, има мои колеги кои што се и поискусни од мене, кои што пишуваат, се дрзнуваат да пишуваат такви колумни и ги објавуваат во медиуми кои што се финансирани од европски фондови, велат, да, тоа е говор на омраза, ама тој е оправдан. Значи, има оправдан и неоправдан говор на омраза. Нема оправдан говор на омраза, говор на омраза е говор на омраза. Значи, вие дури да имате реакција некоја која вие ја сметате, односно емотивно реагирате на неа, значи, може обичен човек условно да каже да реагира на овој или оној начин, дури тогаш не е оправдан говорот на омраза. Меѓутоа, јавно политичка фигура, медиум, па медиумот е јавен простор, така, фреквенцијата е јавно добро. Доколку е електронски медиум, доколку е пишан медиум, вие сте добиле дозвола за да работите како медиум. Значи, ви имате одговорност према таа јавност. Вие не можете да промовирате оправдан говор на омраза или да ширите било каков говор на омраза. И што значи тоа е оправдан нашиот говор на омраза? Значи, ние веќе пресудивме дека се што ќе направи Бугарија или било кое здружение или било кој бугари, значи однапред е тоа провокација свесна, затоа што така е реториката во јавноста. Дека се што прави Бугарија свесно провоцира. Македонците... А зашто ние мора да паѓаме на тие провокации? Тоа е добро прашање, тоа е вториот елемент. Значи, дури да е провокација, ама не е се провокација, значи прво тоа да раштитиме, не е секое поведение провокација, меѓутоа е хипотетички да кажеме дека дури е провокација, па која е одговорноста на државата, односно кој е нашиот интерес да одговараме на секаква провокација од секого. Вие во Бугарија имате секакви структури и во власта, и во опозицијата, јавни личности, обични луѓе, и дури тие немаат целосна контрола на сопствената јавност, па ние ќе се грижиме како тие ќе реагират. Ние треба да се грижиме како ние реагираме. А начинот на кој ние реагираме кажува според мене дека ние работиме против нашите сопствени интереси. И сега прашањето е дали тоа се прави свесно или несвесно. Односно, кој го прави свесно, а кој паѓа во замката и го прави несвесно. Замката е, вие добро го елаборирате тоа, изјавите на јавни личности, председател, премиер, лидер на опозиција, да Европска унија, но со
сочуван идентитет. Загрозен ли идентитетот? Идентитетот, освен нас самите, не може никој да го загрози. Никој. Апсолутно. Прво... Намерата е да во заблуда да ги доведат луѓето? Па во заблуда е едно, а второ, идентитетот е најлесна и најемотивна тема во која може вие да ја користите за своји собствени популистички потреби, да ја користите како параван, за да велите да, декларативно правам така, меѓутоа, знаете, тука идентитетот, ја не можам по цена на идентитетот, значи она што не сакам да го правам, а морам да го правам, јас ќе се скријам позади идентитетот. Идентитетот многу го употребуваат, ама никој не го дефинира тој идентитет. Да каже точно што е тоа идентитетот, па не по цена на идентитетот. Која е цената на идентитетот? Тоа не слушнавме. Затоа што ако велите не по цена на идентитетот, тоа значи дека вие сте го дефинирали идентитетот и дека има определена цена по која јас можам или не можам да одам. Зборот ми е, се употребуваат испразно тешки дефиниции и тешки зборови. Ја често пати кажувам, да, сите велат дека за идентитетот, кога треба да кажат, ама идентитетот најчесто го употребуваме визави Бугарија. Ние за нашиот идентитет не зборуваме визави други со светот. Со светот не зборуваме за нашиот идентитет. Никој во светот не го спори. Никој не го спори идентитетот. Значи идентитетот, ако го видиме во пракса што е тоа идентитетот, ја тоа сум го пишувала често, а тоа е, прво, тоа ви е сложена дефиниција во која влегуваат личен, колективен и така натаму. Идентитетот не е една проста дефиниција, тоа е па сега нели еднаш занавек. Културното наследство, третманот кон културното наследство. Јазикот, третманот кон јазикот, како постапуваме. Споменици на култура, најразлични. Видете го нашиот однос во каква состојба, во каква ситуација се. Институции кои се занимаваат со културното наследство, ако сакате. Институти, катедри, во каква состојба се, со каков научен кадар, со каква научна програма. Воопшто не посветуваме. Еве да кажеме УНЕСКО и заштитеното подрачје на Охрид, Струга, Охридскиот регион. Како се однесуваме ние? Па нели е тоа идентитетот? Нели се тие споменици идентитетот? Нели е тоа природно, културно, пейсажот? Нели е сето тоа идентитетот? Значи идентитетот сами ние го загрозуваме. Не ни го загрозува нас Бугарија идентитетот. Единствено ако ние под идентитет не подразбираме конкретен историски наратив, напишан во конкретно време, а јас мислам дека кога ќе кажат непоценен идентитетот, токму тоа подразбираат. Тоа е историскиот наратив, тоа не е историјата. Тоа е историографијата, историјата која е напишана во поранешна Југославија и ние тоа, односно јас претпоставувам, не можам да тврдам, дека кога ќе кажат непоценен идентитетот, мислат непоценена наративот и приказната која ние ја знаеме за себе, друг ја напишал за нас, ама ние сме ја прифатиле и никако не смееме да ја преиспитаме. За жал тоа е идентитетот кој јас сметам дека они подразбираат. А тоа е нашата најголема кочница. Мене дилемата ми е дали е во прашање идентитетот или несакање да се оваа земја да се реформира и да стане членка на Европската унија. И па очигледно кога вие во 2022 година ќе зборите за идентитетот и на тој начин ќе покажете дека вие самите не сте свесни за себе, затоа што јас сама да изјавам непоценен идентитетот, значи дека јас самата си го спорам идентитетот и не знам што сум. Таква е пораката што ние ја праќаме. Ако јас сум сигурна во сопствениот идентитет, мене ниту некој може да ми го загрози, ниту може некој да ми го проблематизира, ниту јас па имам потреба на некого да му објаснувам или да се правдам. На тој начин, практично, ако ние во 2022 година, 30-31 година после нашата независност, се уште се објаснуваме, елаборираме што е нашиот идентитет, значи ние сакаме да зборуваме со термини на 90-тите години или со термини на предходниот период кога сме биле во поранешна Југославија. Значи ние не сакаме да бидеме европска држава, кој ќе кажам ние, не мислам на нас граѓаните, туку мислам на па не се институциите и системот, туку мислам конкретно на политичките партии, на носителите на јавни функции или да кажеме пошироко ќе кажам медиуми. Во Македонија нема режим. Знаете, секоја власт во основа е режим, така? Да. Ако така гледаме. Не, знаете зашто ми е проблем? Ја верувам дека има режим, затоа што ние наводно сменивме, рушевме еден режим, ама после тоа праксата на тој режим продолжи. Ние не добивме впечаток дека оваа земја
почна да се однесува поинаку. Ние имавме некоја препорака од Прибе и ништо. Така, тоа сакав да кажам. Главната препорака на Прибе, односно главната негова дефиниција во двата извештаи беше дека институциите, вие што велите, институциите, системот, тоа треба да бидат носители на државноста, на било која држава. Значи, системот треба да функционира независно кој е во моментот на чело на тој систем, како поединци или како партии, не е битно. И заробената држава на Прибе никој кај нас сериозно прво не ја свати. Ние игравме на таа карта дека заробената држава, тој мисли на ВМРО, ДПМН, на ДУИ, на таа структура што беше тие 10 години. Не, Прибе не мислеше на конкретни политички партии. Да, неговата анализа беше за конкретни политички партии, бидејќи тој период го анализираше, него тој мислеше на феноменот партиите буквално да го освојат, суспендираат системот и паралелно да действуваат тие како систем. Јас тоа го нарекувам партократија често пати во кованица, партократија во моите текстови, каде што буквално партијата го суспендира системот и таа се обраќа. Тука за жал нема голема разлика во ниту една политичка партија. Значи, ние задржавме тоа е таа матрица. Идеологија, партија, држава. Значи, партијата е државата. Така е. Значи, во моментот кога партијата, односно членовите на партијата, раководствата на партијата, ќе ја направат разликата дека во моментот кога се избрани, затоа што тоа е нашата парламентарна демократија. Легитимитетот се дава на избори и вие сте избрани од граѓаните и делегирани од граѓаните. Во моментот кога ќе сватат дека во моментот кога се избрани, тие веќе не се во служба на партијата, туку се во служба на државата. Во моментот кога ќе свати владата дека е подредена на законодавната власт, а не е над законодавната власт, затоа што ние не сме имале ситуација каде што законодавната власт, собранието била над извршната власт. Ама законски е така, уставно е така, значи ние во не така треба да биде, така е, значи ние во континуитет го кршиме уставот на тој начин. Однесувајќи се законодавната власт, однесувајќи се подчинето кон извршната власт, го крши уставот, таа не смее да биде подчинета. Ама тоа е треба да го контролира, треба да ја контролира суштински. И мене ми е смешно затоа што јас доаѓам од позиција на пратеник, кога на пример премиерот, било кој премиер, не велам овој премиер, било кој премиер ќе апелира, а тоа е на пратениците. Пратениците нека одлучат. Ама ние знаеме дека пратениците во пракса не одлучуваат. Дека одлучуваат партиите и делегираат на пратениците што ќе прават. И сега вие, тоа кажува дека вие сте свесни како е системот поставен и свесно го кршите. Така е, и свесно го кршите. И тоа е тој општ страф од Европската Унија. Мислам дека сме ние сега во позиција која е апсолутно непозната територија за сите политички партии без исклучок. Со официјалното отпочнување на преговорите и особено сега. Тоа сакам да ве прашам. Дали овам хистерија, фама, француски предлог, бугарски клубови, албанци, вакви, такви, практично се инструменти за торпедирање на можноста ние да почнеме преговори. Прво да не ги внесеме бугарите во уставот. Ако сите велат дека немат ништо против тоа, па ако немат против, еве нека ги внесат да почнеме преговори и да видиме до кај ќе стигнеме. Знаете, ако се сеќавате, затоа што ова е процес со Бугарија, процес кој некако наеднаш закочи некаде 2018 година. Значи, прво се одеше добро, подпишувањето на договорот, ратификацијата, поддршка добивме од Бугарија и за НАТО, и за Европска Унија и наеднаш закочи. И ние некогаш ќе треба да лоцираме што точно се случи таа 2018 година и зошто наеднаш станаа вакви турбуленции и од наша страна и од страна на Бугарија. Како и да е, тој процес и декларацијата во Бугарското собрание и барањата некако кулминира минатата година, ноември или декември месец, кога бугарите рекоа: добро, ајде сега ние се грижиме за бугарите во Македонија и да се внесат бугарите во уставот. Каква беше нашата првична реакција на тоа? Нема проблем. Нема проблем. И сите рекоа нема проблем. Меѓутоа не беше само нема проблем. Нема проблем, меѓутоа тоа е долг процес. Така? Уставните измени се процес кој трае не знам колку долго. Не, уставните измени траат максимално 3 месеци. Ама максималните рокови се 3 месеци. 3 месеци траја, например, уставните измени за промена на името, затоа што сепак е сложен процес. Иако и промената на името беше практично пресликување на времената спогодба од 95-та година, потполно истите 3 точки. Сега, ако значи да нема проблем, ама да го отегнеме ако може. Мислам дека тоа во суштина не сакаат да почнат преговори. Во суштина сакавме да говориме дека сме за Европска Унија, ама некако таа Европска Унија да ја задржиме таа статус кво ситуација да бидеме вечни кандидати.
Затоа што мислам дека сите насетуваат дека со отпочнувањето, односно не насетуваат, таму има искусни луѓе кои знаат точно што следи со отпочнувањето на преговорите, дека почнува сериозен скрининг и сериозни реформи. Значи веќе нема време за глумење, значи нема ние сме за Европска унија, глумиме реформи, ама де факто многу не загребуваме под површината. Јас мислам дека нашата реакција на дури и на таков бенигнен чекор како што е промена на уставот, ви се молам, не е промена на уставот, туку е промена на преамбулата на уставот. Значи не е во оној нормативен дел, туку е во оној свечен, да кажеме, дел каде што веќе се влезени малцинства, односно делови од народ, така е веќе во нашиот. Што е проблем да бидат и бугарите дел од тој народ? Ке бидат и црногорците колку што сатифи. Тоа ми е друга ситуација каде што ние повторно, значи не може јавно да зборуваме дека треба да влезат бугарите, туку па сега се криеме позади црногорците и хрватите. Ме разбирате каква е таа реторика? Значи ако треба бугарите да влезат во уставот, ќе влезат бугарите. Зошто веднаш ставаме и црногорците и хрватите? Не значи дека не треба да влезат црногорците и хрватите, него ако вие сте имале вистинска грижа до сега, вие ќе сте го отвореле тоа прашање. Зошто ги вадите тие џокери сега за да го зацкриете прашањето со бугарите? И зошто ние сами не превземавме иницијатива во преговорите? Значи, ако нашата реакција беше да, ако беше согласноста и на власта и на опозицијата, нема проблем да влезат во бугарите во уставот. Зошто не се отпочнаа веднаш уставните промени? Ноември, декември, зошто не се отпочнаа веднаш? Имавме согласност, многу брзо ќе се завршеа. Нова теза, не може ние да тоа е теза на опозицијата и дел од спектрумот опозицијски кој вели дека ние би поддржале измени на уставот, ама да се раскине договорот со Бугарија. Ама тогаш ја немаа таа теза. А зошто ја немаа таа теза? Затоа што беа сигурни дека нема тогаш да има подпочнување на отварање на уставот. И дека таа изјава се даде од сите дека нема проблем за да не излеземе ние некооперативни. Ама нашата вистинска намера, ако сакавме да го исполнуваме договорот, односно ако сакавме да ги исполнуваме условно кажано критериумите или барањата или како и да е на Европската унија или тогаш на Бугарија, ние рековме долго ќе трае, не знам колку, и така го влечевме неколку месеци. Што постигнавме со тоа? Дека тоа секако ќе биде наш услов, меѓутоа овој пат услов од Европската унија. Значи ја пропуштивме шансата ние да бидеме проактивни, ние да бидеме кредибилен партнер кој сака да ги решава проблемите без некој да не ги стави како услов. А мислам дека беше ова шанса која можеше добро да се искористи, затоа што ако вие доброволно, без да ви стави некој услов дека се бугарите да влезат во уставот, тоа го направите и сте се согласиле дека тоа нема проблем, значи вие или не сте били искрени кога сте се согласувале, значи сте ја далете изјава, ама сте знаеле дека меѓусебно сте знаеле дека никогаш нема да се отвори. За сега да дојдеме до реторика, нема проблем, ама нели сега договорот е проблем. Има време. Значи секогаш е некое купување на уште некој месец, некоја година. Сега мислам дека се стесна тоа. Купување време за неотпочнување преговори. Купување време за неотпочнување реформи. Тоа практично тоа значи преговори, значи реформи. Да. Во рамката која што ние нарековме тука француски предлог, има еден, пошто таму најинтересните работи луѓето не ги ни знаат. Да. Пошто ние се бавиме со небитни работи, ама тие другите ги забораваме. И мејнстрим медиумите се бават со тие наводно битни. И таму има една интересна услов тоа е, ако два пати Македонија одбие да почитува некоја препорака од Европската комисија, излегува со предлог за прекинување на преговори. Тоа претпоставувам дека е новата методологија која нели не закочи првиот пат. А тоа значи дека нема играње. Нема играње, така е. Ако почнеме преговори, ќе бидеме сериозни. Ако има приметби, ќе ги коригираме работите. Ако не ги коригираме, ќе излеземе дека ние не сакаме во Европска унија и ќе заврши тој процес. Веќе не може да го замајуваат народот со не може веќе дека еве ние сакаме, ама некој од таму од таа страна не. Значи веќе нема други. Значи со отпочнувањето на преговорите веќе топката е во наш двор, целосно, 100%. Како ние ќе ги исполнуваме, така ќе не оценува и Европската унија. Значи со кое темпо ќе одиме, дали воопшто ќе одиме, дали некаде ќе закучиме, веќе комплетно зависи од нас.
И мислам дека беше тоа една од причините зошто толку се инсистираше буквално. Значи, вие се сеќавате каква беше атмосферата во мај-јуни, тоа беше страшно во јавноста. Практично 30 години членството во Европската унија беше тема која ги обединуваше граѓаните, јас би рекла буквално. По сите други основи, ако не можевме да се обединиме, тоа беше таа точка. И тоа беше некако непоимливо некој да каже сега не ни треба Европска унија. Тоа било незамисливо до пред некоја година да се слушне, а сега практично тоа е нормален говор. Значи не е само закочување на преговорите, туку и можност некој друг да биде крив и виновен. И мислам дека и тоа е сега проблемот. Сега ние нема кого да обвиниме. До вчера ние обвинувавме Бугарија. Значи Бугарија ни е крива, пред тоа ни беше Грција крива, па не знам, па Франција крива. Па сега некако многу тешко станува, сега треба цела Европа да биде крива, ама некако не ме разбирате, кога другите се виновни, а вие не сте, тешко ќе биде да се тешко продаде. некако ќе се продаде таа приказна. И бидејќи нема веќе кој да биде крив освен ние самите, а кога ќе треба да се соочиме со нас самите, значи има конкретни дали е тоа власт, дали е тоа институција која треба да ги спроведува реформите. Тогаш паѓа вината на вистинските надлежни, јас би рекла. Значи веќе нема криење позади ништо. Треба сега да се спроведува скринингот, треба да се размислува. Не треба да се размислува, значи треба да се отвори уставот, да се изгласа, значи ви се молам, внесување на бугарите во преамбулата не може да биде проблем. Вие верувате дека тоа ќе се случи? Јас верувам дека тоа ќе се случи. Како ќе се случи? Ќе се случи со тоа што ќе гласаат 80 пратеници за влез на бугарите, затоа што нема нити една логична реална причина тоа да се одбие. А исто така и не верувам или не сакам да верувам дека ВМРО-ДПМН ќе ја премине црвената линија и ќе стане антиевропска партија. Целосно. Имате интересна теза, која што не е интересна, тоа е реална теза, тоа не можете да го слушате во јавноста, тоа е дека евроскептицизмот кај нас не го шират само националистите, туку најголем проблем се овие кои што ни се продават како европски активисти или приврзаници на европската идеја, уствари се против тоа. Во времето кога да се дискутираше за уставните промени, крајот на минатата и почетокот на оваа година, некаде тој период беше отварањето на клубот во Битола. Ванчо Михајлов. Значи во тој период тоа беше негде после локалните избори, каде што малку ВМРО-ДПМН ја намали реториката, ја смири топката. Сакаше некако, тоа беше и тоа разочарување од неможноста некаде тој период после изборите, па кога не успеа да направат владата, па беа и они збунети, односно не успеа да направат мнозинство во парламентот. Тие во тој период велеа нема проблем да влезат бугарите во уставот. Тогаш реториката антиевропска не доаѓаше од ВМРО-ДПМН. Тоа дојде кога се виде дека прашање на денови дали ќе ги отпочнеме или нема да ги отпочнеме преговорите. Сите тие први, да кажеме 4-5 месеци, реториката доаѓаше од интелектуалци, од аналитичари, од медиуми, од академска јавност, од невладини организации кои ние со години ги перцепираме, ги третираме или работеле на ЕУ проблематиката. Не велам дека лажно работеле, тие работеле со години. Значи, која знаат ЕУ проблематиката, тие беа најгласни дека нас ЕУ не ни треба. Значи, ви се молам. Не, има истиот наратив, не по секоја цена. Не по секоја цена, потполно истиот наратив. И што е најинтересно, да, вие испомнавте, тие работат цело време со европски фондови нормално, затоа што тие ја анализирала Европската унија или процесите во Европската унија. Кој на македонската јавност ги објасни што значи преговарачка рамка? Никој. Значи, ние зборувавме за француски предлог, да, тој беше така, да кажеме, во еден говор, метафорички наречен француски предлог, не, тоа беше преговарачка рамка од Европската унија, која се усвои во бугарскиот парламент, затоа што Бугарија е членка на Европската унија. И таа требаше да даде согласност. Замислете, еден таков експерт излегува дрско пред јавноста, вели владата нема надлежност да решава за француски предлог. А тоа е пар екселанс работа на владата. Парламентот што ќе се бави со тоа? Не, парламентот немаше надлежност. Замена на тези. Апсолутно. И затоа парламентот не усвои формален документ, затоа што немавме ние прво што да усвојуваме. Значи, нема Македонија, Северна Македонија нема никаква врска со преговарачката рамка. Ние не сме страната која и се нуди, па ние ја усвојуваме. Не. Преговарачката рамка е условите
под кои Северна Македонија ќе преговара со Европската унија. Тие услови си ги усогласуваат меѓу себе членките на Европската унија. И велат, ова се условите под кои вие ќе преговарате. А вие сте прифатиле дека ќе ги прифаќате нашите услови во моментот кога сте се кандидирале. Апликација. Така е, зашто имате апликација во Европската унија. Значи, никој не е објасни на македонската јавност дека тоа е документ кој важи или кој се изготвува за секоја земја кандидат. Значи, не се изготви специјално за нас со назив француски предлог и внатре се стави идентитетот во 10 точки. Ама таков наратив се ширеше и тоа е страшна манипулација и заблуда што се направи со македонските граѓани. И одговорност за тоа имаат сите. Одговорност имаше владата за тоа што не најде начин да ја објасни на јавноста која е постапката и која е процедурата. Што значат всушност отпочнување на преговори? Што значи кога премиерот Ковачевски ќе каже ја прифаќам или не ја прифаќам? Прво не може да прифати или да не прифати. Ама што е тоа што прифаќа или не прифаќа? Тука да, е одговорност на секој јавен чинител. Одговорност е на медиумите. Одговорност е на Агенцијата за медиуми што ја не знам дали функционира или не функционира таа институција. Да регулира каква тоа реторика се шири во медиумите, така? Да ги опоменува медиумите дека тие се во интерес на јавноста и дека нивната задача меѓу другото и едукација на јавноста, правилно информирање на јавноста, не да ги санкционира, да ги подсети од време на време. Зашто ги добиваат тие дозволите за емитување на фреквенција на како и да е? Зашто ги добиваат дозволите како пишани, како печатени медиуми? Зашто ги добиваат дозволите? За да шират лаги и манипулации, да шират лажни вести. Не, балансирано информираат. Балансирано информирање е едно. Овде ќе имаме ние неточно информирање, овде ќе имаме ние криење на информации. Јавноста не ќе доби вистинските информации. Не се сите вични да ги најдат вистинските информации. Тоа е одговорност на новинарите на медиумите. Апсолутно, одговорност е. Одговорност е на владата, на министерот без ресор за евроинтеграција. Ние немаме министер за евроинтеграција, ние немаме министерство за евроинтеграција, така? Тоа се министри без ресор, кои добиваат, тоа е секретаријат, на ниво на секретаријат. Меѓу другото, апропо колку ние сме сериозни, односно колку ние низ годините реално сме сакале да станеме членка на Европска унија. Тоа што ја и мои колеги во изминатиот период сме го гледале и од време на време сме го кажале тоа, дека антиевропски сили постојат и во левицата, во СДС. Дали ова најава за нови партии, нови фракции во СДС, во ДУИ, дали тоа е, ја продолжувам да ги нарекувам режим, затоа што очигледно некој знае ги влече конците, чим има некој мој центар на мој кој ги влече конците, значи тоа е режим, не е за фрканција. Дали тоа е обид да се спречи усвојувањето на уставните измени, да се продолжи вака, да се оде на избори и да се купува време тоа што кажа. Дури да се обиди ова веќе во оваа фаза се јалови обиди. Колку вие може сега да купите време? Значи скринингот во еден период ќе заврши и ако сега можеме условно кажано да ја занимаваме јавноста дека еве скринингот тече, па нели имаме не информира редовно министерот Маричич за и окей е добро што не информира, нели става линкови да може секој да ја следи. Во смисла меѓутоа тоа мене од една страна е добро и го поздравувам тоа, од друга страна некако ми делува као еве тече скринингот, значи додека тече скринингот ние ништо друго не треба да правиме. Тоа нешто ме потсеќа на периодот кога јас бев пратеник, каде што додека ние се занимававме во парламентот, затоа што беше на нас пратениците со уставните измени, цела држава се занимаваше со устав. А што се занимаваше државата и останатите министерства со надворешната политика и со уставните измени? Значи не може да се закочи цела држава, иако е неспоредливо, сега навистина сме во сериозна криза и сериозен предизвик е за оваа власт и за било која власт. Меѓутоа тоа не треба да не го одвлече вниманието од уставните измени. Значи уставните измени е паралелен процес. Она што велите фракции во партиите, да, јас сум на теза и јас сум на мисла дека проевропски и антиевропски струи има вклучително не само во ВМРО ДПМН, туку вклучително и во СДСМ, и во ДУИ, и во сите политички партии. Вие имате и јасни антиевропски од помали коалициони партнери дел од власта, јасни антиевропски изјави, веќе тоа па не се ни крие. Ако ви се тие зад скриени... Тоа станува дури и симпатично, модерно. Да, ако тоа ви е нели, ама ние не по идентитетот, знаете идентитетот, па не знам историјата, не знам што, не. Тоа е само супер параван, супер маска за да се очигледно
откријат или експонираат антиевропските ставови кои веќе не може да се сокријат, ако биле тие субјекти или тие партии долго време прецепирани како проевропски. И последно прашање, очигледно дека она од што се плаши овој режим, дали е на Груевски, дали е модериран од некој друг, не е битно, дали од она што се плашат е корупцијата. Значи, ако навистина оваа држава почнува да се бори против тоа зло, некои луѓе ќе изгубат можност веќе како кооперација да ја третира државата, да крадат по тендери, да вработуваат луѓе во администрација, иако што не се соодветни во тие работни места. Дали паѓа монополот на партијата, пошто кај нас корупцијата, ја мислам дека корупцијата кај нас е систем на владење, тоа не е нус појава на системот. Напротив, тоа е систем на владење. Апропо, јас ќе го поврзам ова прашање со идентитетот, кога ќе кажат непоценен идентитетот. Да беше толку битен идентитетот, тогаш да им беше толку битен идентитетот, тогаш ќе имаат чувство за припадност кон државата. А начинот на кој се третира државата, велите вие, корупцијата е секаде навлезена, тоа значи дека ние државата не ја чувствуваме, односно, носителите на јавни функции не ја чувствуваат државата за свој, туку за нечиво туѓа собственост, па можам од неја можам да ја злоупотребувам, да крадам или било што да правам на начин. Значи, која е идентификацијата наша со нашата собствена држава и нашите собствени институции кога ние така се однесуваме кон неа? Корупцијата, мислам дека корупцијата никој не обрнува внимание, ама корупцијата беше спомната и од комесарот Вархеј вчера, мислам беше неговото обраќање, значи каде што не пофали како држава, да, во надворешната политика одете на добар пат, меѓутоа тоа не значи дека треба да закочите, туку треба да ги забрзате процесите, вклучително и борбата против корупцијата. Корупцијата веќе станува главна порака и од Стейт департментот. И тоа неколку месеци наназад веќе се експлицитни пораките, да не може поексплицитни да бидат. Корупцијата е, јас кажа во еден од моите текстови дека начинот на функционирањето на партиите во основа е коруптивен начин. Значи, политичката партија кај нас ги привлекува своите членови со ветување за работни места. Тоа е првото коруптивно однесување. Значи, таа од старт си ги корумпира сопствените членови. Ако вие не можете како политичка партија да најдете мотивација, значи, ако политичката партија како структура, како субјект не може да најде мотивација, дали е тоа идеолошка, дали е некоја друга мотивација за луѓето доброволно, затоа што членувањето во политичката партија е доброволно. Ако тоа е сведено на услуга за работа, глас за работа, така е сведено, после политичката партија, кога ќе влезе и ќе стане власт во државата, таа на потполно ист начин продолжува и со мерките кои треба да бидат државни мерки. Значи, политиката на владата, на било која влада, се гради прво според мандатот, значи размислуваат во 4 годишен мандат, според тој 4 годишен мандат никогаш нема може да направите одржлива среднорочна и долгорочна политика во било која област. Ако вас главната цел ви е како да ја задржам оваа позиција и како нови 4 години да добијам. Значи, ако вие размислувате во таква партиска матрица, а размислувате, вие од старт размислувате коруптивно. Затоа што секоја мерка што ќе ја предвидите е мерка во функција или на избори, или на смирување на гневот, или на некои решавање, ама решавање на проблем, гасење на пожар, адхок решавање на проблем. И затоа така кај нас се одвиваат работите. Затоа ние немаме долгорочна политика што ќе се прелее од една на друга различни идеолошка власт. Затоа ние немаме продолжување на ниту еден, да кажеме, среднорочен, долгорочен проект, се ни е закочено што е стратешки битно. Тоа е таа реформа на партијата, ако е возможна, ако не партиите како вакви полека ќе згаснуваат. Мене ми е, ако ги споредиме овие авторитарни режими, еве да речеме, Србија е слична, Русија веќе е еклатантен пример. Главна одлика на тие режими, освен што се насилнички, контролираат систем преку полиција, и корупцијата. Така е. Затоа што преку тајкуни ги врзуваат луѓето. Во вакви режими проблем е човек да не биде корумпиран, а не да биде корумпиран. Во вакви режими е да бидеш корумпиран е предност, затоа што така напредуваш во системот. Знаете, како се однесуваат граѓаните? Прво, граѓаните, ако моделот на однесување на државата е таков, тој нема многу избор. Или ќе се корумпира, или ќе бега. Така е, или ќе се корумпира, или ќе страда,
Или ќе бега. Или ќе се iseli од државата. Значи, ако вие модел таков промовирате, не може да очекувате граѓаните да не постапуваат на ист или на сличен начин, затоа што тие немаат вашата моќ, го немаат вашето влијание и пробаат да одржат контрола само над собствениот живот, да се снајдат и да преживеат. И практично не може вие да велите ние сме против корупцијата, а иманентно да постапувате. Да ја храните, вие да ја храните и постојано со своето поведение. Инаку, да, не отворивме таја тема, меѓутоа кога на крај само ќе ја нафрлам вака. Србија е апсолутно авторитарен режим и тоа знаеме. И тоа е оценка на Европската унија. Гледаме дека тие веќе сега ќе постапат малку поригорозно кон нив. Во тој смисол не знам како за власта која дојде на оваа власт, од која бев дел и јас, да се разбереме. Од шарената револуција бевме сите учесници, не сите, меѓутоа тие што сакаа да се промени режимот. Не знам како во тој период им беше неприфатливо режимот на Груевски, а сега им е прифатлив режимот на Вучич. За да влегуваме во такви, би рекла, сделки како што е Отворен Балкан проектот. Односно, зошто кај нас не се анализира тој дел? Апсолутно треба да имаме економски односи и со Србија, и со Албанија. Меѓутоа, зошто не се дискутира на тоа ниво проблемот? Ако веќе зборуваме за режим, ако веќе зборуваме за авторитарни режими, ако веќе зборуваме дека ние сме совладале еден режим овдека и дека ние сакаме да градиме европска држава, зошто тогаш на Северна Македонија е прифатливо да влегува во релации со други потврдени режими од страна на истата Европска унија? Апропо, дали ние знаеме и дали ние точно сме утврдиле кои се нашите интереси и дали ние ја сваќаме позицијата што ја имаме како земја членка на НАТО и како земја која отпочнала преговори со Европската унија. Значи, ние треба да промовираме европски вредности, демократско однесување, а не треба ние самите да почнуваме да се однесуваме авторитарно. На почетокот на разговорот зборувавме за забраните, тоа се баш реминисценции на едно тоталитарно однесување, каде што вие размислувате за забрана, па чинот дека размислувате за забрана е сам по себе проблематичен за едно демократско општество. Затоа мислам дека треба многу внимателно да внимаваме, многу внимателно да постапуваме, што е најважно, не смееме да премолчуваме битни теми за... И последно, војната во Украина, луѓето се исплашени реално од можноста да ескалира таа војна. Малку себично звучи ова. Дали ние на некој начин ова што се случува во Украина на нас може да ни помогне затоа што светот, Европската унија и Соединените држави сваќаат дека со помагање на такви авторитарни режими за да се по цена да се задржи или да се сочува стабилноста, веќе е истрошена политика и ќе притискат, што се вика, на поголема брзина да се случуваат промени тука кај нас. Така е. Војната во Украина, односно агресијата на Русија врз Украина, за секогаш го промени светскиот поредок и тоа ние не сме свесни. Затоа што мали држави како Северна Македонија обстојуваат благодарение на меѓународен правен поредок. Затоа што ако не постои, во опасност е доведен меѓународниот правен поредок, обстанокот на малите држави е доведен во прашање. Значи, обстанокот на Северна Македонија... Не на големите се штитат сами. Големите имаат моќ и сила самите да обстојуваат. Дали војна, дали економска, каква и да е сила. Се надевам дека се променети размислувањата, односно веќе е видливо дека се променети размислувањата и по не само со отпочнување на преговорите со Северна Македонија и Албанија, Босна и Херцеговина за прв пат добива кандидатски статус и Украина се разбира. Што беше незамисливо. Босна и Херцеговина добива по моделот на Украина, така рекоа, што значи дека се инсистира на решавање на проблемот меѓу Косово и Србија конечно, и тука ние треба веќе ако сме во Отворен Балкан да помогнеме барем на тоа, затоа што тоа е и другото прашање, како ние сме држава која граничиме со Косово, ја признаваме независноста на Косово, Србија не ја признава и нас тоа не може нас да не ни пречат такви работи. Така што мислам дека се одвиваат забрзано процесите, мислам дека процесите се одвиваат и надвор од наша контрола, што не мора да биде секогаш лошо, во случајов може да биде и добро. Условите се такви какви што се, прогнозите не сме ние во состојба, во позиција да ги правиме, меѓутоа од друга страна како земја членка на НАТО апсолутно имаме одговорност и кон регионот,
одговорност се разбира и кон европските и светските случувања. Себично можеби ќе звучи во право сте, страдањето во Украина и страшните разорувања таму што се случуваат на некој начин можеби ќе помогнат за на поинаков начин Европската унија и Соединетите американски држави да си ја преиспитаат, не би рекла да преиспитаат својата политика затоа што без нивната помош, забрза, затоа што без нивната помош ние апсолутно немаше да обстоиме до ден денес. Господја Корубин, благодарам на разговорот. Ви благодарам на можноста. Почитувани гледачи, следевте разговор со господјата Никица Корубин, политички аналитичар, поранешен пратеник, не мејнстрим размислување во Македонија за актуелни теми. Се надевам дека разговорот ќе биде интересен, се гледаме наредната недела.